Додека Арсовска трча на кампања за пратеник, во град Скопје нема кој да спроведе тендер за прскање против ларви од комарци. Како причина за 725.000 мртви луѓе годишно во светот, комарецот е човеков непријател број 1. Инсект кој во македонскиот главен град веќе со години е без соодветна контрола. За време на претходната градска администрација, под раководната палка на градоначалникот Шилегов, локалната власт често чекаше ситуацијата да ескалира, а јавноста да зоврие, за да се преземат мерки за заштита. Откако управувањето со градот го презеде Данела Арсовска, јавноста не виде подобрување. Доказ дека се доцне со прскањето против комарци се нивните природни живеалишта. По кратка проверка повеќе очигледно е дека ларвите веќе се преобразени во возрастни, крилисти инсекти. Градот Скопје минатата година. Првата фаза од дезинсекцијата ја започна на 13 април. Годинава веќе е мај, а на терен не се случува ништо. Состојбата дополнително ја отежнува намалената куповна моќ на граѓаните и релативно високата цена на препаратите за лична заштита од овие инсекти. Скопјани велат кога неодговорните градски власти не си ја завршиле работата. Секој посебно ќе се снаоѓа како знае и умее. Препарати за комарци треба да се прска со авион. Така вие како се заштитувате од комарци? Дали ги користите? Никако ги тепам со тепалче. Значи имаме многу. Значи ова просто врнева треба да прскаат. Јас имам нане во дворот, мене тоа ми одговара. А никако они јадат, јас јадам така. Ништо, затвараме вратите и ќути треба. Алфа ТВ побара одговори за јавноста како од град Скопје, така и од Центарот за јавно здравје. За тоа, зошто се доцне со мерките против овие инсекти, но оттаму не одговорија. Веројатно продолжениот викенд и излетите во градови и држави, кои поодговорно се справуваат со овој проблем, прави надлежните кај нас да не се многу загрижени. Комарецот е преносител на разни смртоносни болести кај луѓето, како маларија, жолта треска, воспаление на мозокот, западно-нилска треска, која и кај нас е присутна, како и ред други. Во Македонија состојбата со овие инсекти дополнително се комплицираше кога во 2016 за прв пат се појави азискиот тигрест комарец, инвазивен вид, кој ги зголеми трошоците за сузбивање на овие инсекти, бидејќи покрај авионското прскање, сега е потребно и земско со поинакви препарати.